Овие политички карикатури со фокус на војната во Украина ги направи Игор, кој ги црта откако Русија го анектираше Крим 2014. Произошла анексија Крима. Кога Крим беше припоен, тоа многу ме погоди. Како школуван адвокат сватив дека Русија влезе во некои мрачни времиња, а последиците за земјата ќе бидат ужасни. Се обидував да имитирам детски цртеж, се обидував да покажам како еуфоричен беше рускиот народ за анексијата и колку бев критичен. Сакав да се исмеам со она што го видов. Поночевни го објави своето дело под името Алјоша Ступин, 7-годишно руско момче кое го црта светот околу себе. Алёша, потому что располагает... Го избрав презимето Алјоша бидејќи звучи многу сладко, убаво, демонитивно име. Презимето Ступин е избрано затоа што го гледав како мешавина помеѓу Путин и англискиот збор глупав или ступид. Значи, ова име се роди и се чувствував како што треба. Во 2014-та Поночевни ја напушти работата во банката и почна да црта секој ден. Опасение вызывало даже, может быть, не реакция официальных властей. Не се плашев од властите, но се плашев од луѓе кои му служеа на режимот. Многумина во нивната желба да му се додворуваат на режимот, би можели да се обидат да ме казнат мене за тоа што го правев. Во тоа време луѓето изгледа еуфорично, а секој обид да не се согласи со нив се сметаше за личен напад. За нив јас бев непријател. Во 2015-та Поночевни се пресели од Русија во САД, каде што продолжи да црта, но овој пат без страв. Денес живее во Сан Франциско, каде црта мурали и политички карикатури за конфликтот во Украина. Современная Россия это в общем-то... Символот на модерна Русија е чекан. Еве го нацртав како споменик на ужасите што се случуваат сега. И тука прилично е очигледно. Можеме да видиме како црквата испраќа луѓе кај нивната смрт. Тој понекогаш го имитира стилот на сликата на Едвард Мунск Врисок, како и рускиот народен стил. Досега има нацртано повеќе од 1500 карикатури и има изложби во Украина и Европа. Поночевни вели дека неговата работа како уметник е наоружајте се со остар молив и продолжете да цртате. Дури и ако на неговите жестоки критичари не им се допаѓа тоа што го прави.